Институтот за дефектологија, можам со задоволство да кажам дека за овие 15 години помина 10 генерации, од кои што до денеска има завршено 330 дефектолога, и што е многу важно, скоро, не ситне, најдоа работно место, а да не зборам што првата, втората и третата генерација веднаш беа вработување, и што сметаме дека на некој начин потребата од такви кадри што ги имавме по 90-те години почна да се задоволуваат и да се пополнуваат местата во нашите институции, а не само во нашите институции, бидејќи уште во предлогот кога го дававме за организирање на студиите, ние нагласивме дека тај кадар, покри што е потребен за специјалните училишта и установи, потребен е да работи во здравството, во социјалната политика, во заштитни работилници, во установите за вработување, во дневните центри и во други институции. Така да имаше поле за ангажирање на тие кадри, уште повеќе што тука помогна и нашата определба за профилот на такви кадри. За разлика од концепцијата што беше во Белград или во Софија, каде што се способува посебни профили, посебен профил за работа со слепи деца, посебно за глуви, ние усвоивме концепција нашите студии да освојуваат општи дефектолози, едукатори, кои што по завршувањето ќе можат да работат со 4 категории на деца, со деца со оштетен вид, со деца со оштетен слух, со деца со пречки во психичкиот развој и со телесно инвалидни деца. Ова го предложивме од два аспекта. Прво што како држава не сме многу голема и со мал број на специјални институции и не ни одговараше посебните профили, а со таков профил што се одредивме ќе може полесно да се вработува. Едно. И друго, иако тогаш во 90-те години не беше актуелна, барем кај нас во Македонија, инклузијата и деинституционализацијата, се покажа дека тоа наше решение е било правилно и од тој аспект за потребите за инклузијата и деинституционализацијата. Така да во редовните училишта не се прима само дете со оштетен вид или дете со оштетен слух, од сите категории. И тај успособен дефектолог беше многу поприхватлив и посоодветен за работа во редовните училишта или во здравството или во дневните центри и така. Уште една работа би сакал да нагласам дека покрај бројот што е доста задоволитен што заврши, на нашите студии во овие 15 години, а не може да кажеме 15, многу подоста од кога веќе почнаа да излеват студентите, да завршуваат студентите, магистрира 8 студенти, односно се одбранија 8 магистарски тези и 7 докторски тези. Така да сега во Македонија овие магистранти, докторанти се најдоа на работни места и во практиката, но и на нашиот факултет. И сега на крајот, пред да завршам, не би сакал да не изразаме на голема благодарност до оние кои што многу ми помогнаа во создавањето и отварањето на студиите. Пред се упатувам една голема благодарност на групата што ја изготви и анализата и елаборатот за отварањето на студиите. Посебно упатувам благодарност на покојните професорот доктор Славчо Килимишиевски и покојната
Мира Величкова, која во тоа време беше председател на Сојузот на дефектолозите на Македонија. Како и на господинот Величко Андреевски, кој што тогаш беше подпредседател на Сојузот на дефектолозите на Македонија и државен секретар во Министерството за труд и социјална политика, и на господинот Љупчо Ефремов, тогаш беше председател на Републичката конференција на социјално-хуманитарните организации, а денес е секретар на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност. Потоа упатувам благодарност кон тогавашниот подпредседател на владата, академикот доктор Блаже Ристевски, за разбирањето за потребата од овие студии и неговото ангажирање да се отворат тие студии, како и да се подобри состојбата на лица со инвалидност. На двата ректора во тоа време што беа прво на професор Драги Данев и на професорот Томислав Чокриски, кои што ја разбраа потребата, изразија подготвеност за отварање на студиите, се и донесоа мислење и решение за отварање на студиите. Секако, тоа не ќе беше доволно ако наставничкиот колектив на филозофскиот факултет, деканатот, а посебно деканот на факултетот, професорот доктор Трајан Госевски, немаше доволно разбирање за тие студии. Тие покажаа големо разбирање за таа потреба, за усогласување на ставовите, обезбедување простор и материјални средства за изведување на теоретската и практичната настава, за ангажирање на потребните наставнички кадри за изведување на настава, а се до денеска, кај што помага во развојот на самиот институт. И благодарам на моите соработници, колеги, поранешни мои студенти, асистенти, кои што покажаа трудолюбивост во работата, ангажираност во работата, пред се за нивното лично изградување, за пишување на стручни трудови, настап на стручни собери, унапредување во наставничките звања, што на некој начин многу совесно, многу ревносно ги прифаќа моите сугестии во тој план. Благодарност упатувам и према специјалните институции кои ни беа и се уште наставна база за изведување на практичната настава, на добрата соработка со инвалидските организации и кои што многу пати ни помагаа во однос на развојот на институтот. И на крај се заблагодарувам и на електронските и пишени медиуми кои што редовно ја следија работата на институтот и развојот на институтот. Често пати не ангажираа со настапи на телевизија, на радио, со шланци во весниците, со што многу се помогна прво да се прихвати оваа професија во општеството, второ да со нашите настапи на телевизиите и на радиото образлагајќи го проблемот, можностите за успособување на ваквите лица, да ја менеме и свеста кај граѓанството во однос на разбирањето на таа проблематика и прифаќањето на ваквите лица